Јавното комунално предпријатие Водовод и канализација во минатиот период реализира неколку крупни проекти. Прво, навистина, ја презедаме пречистелната станица со успех, обучивме кадар, истата успешно функционира и извршува секојдневно своите обврски. Паралелно со тоа, реализиравме проект од програмата Balkan Mediterranean Water Energy Cycle. Успешно исто така го реализиравме проектот. Во овој момент функционира во јавното комунално предпријатие географски информатички систем со сите негови карактеристики. Најдобар во државата со сигурност. Изработивме подземен катастар. Во целост ги знаеме нашите инсталации, без разлика дали се работи за водоводна или канализациона мрежа, сите наши шахти, вентили, коичните приклучоци, имаме можност да ја пратиме состојбата на водомерите и се она што е поврзано со дејноста и работењето на јавното комунално предпријатие. Ја имаме во овој момент целокупно најдобрата техничка опрема поврзана со дејноста на јавното комунално предпријатие. Имаме геоскенер со моќност да ги лоцира нашите линии 8 метри под земја и радиус од 15 метри. Имаме камера за детекција на девијациите на канализационата мрежа, без оглед за каков дефект станува збор. Имаме секаков вид на локатори. Можеме да лоцираме ПТТ, електроинсталации, можеме да лоцираме не железни материјали, феромагнетни материјали. Имаме GPS, имаме одомер, имаме геофон за детекција на губитоци на вода, имаме корелатор кој што исто така е за детекција на губитоци на вода заради дефекти, кој што работи на различен принцип од геофонот. За цело ова време, додека предпријатието успешно чекореше во минатите 2 години напред, усовршувајќи ги, подобрувајќи ги своите услуги кон граѓаните осетно, во ниту еден момент не ја загрозиме финансиската ликвидност на предпријатието. Само минатата година, за споредба со сите јавни комунални предпријатија во држава, реконструиравме повеќе од 8 км водоводна линија, само минатата година, и повеќе од 2 км канализациона мрежа. Зацевиме повеќе од 1600 метри канали. Дури на оние места каде што по гравитационен пат урбаната отпадна вода не можеше да биде внесена во нашиот колекторски систем, изработуваме шахти, што е нов начин на функционирање на канализационата мрежа, и со препумпни станици ја покачуваме на ниво повисоко, за да може истата да биде внесена во колекторскиот систем. Предпријатието финансиски во оној момент кога дојдов на функцијата директор, имаше долг единствено, морам да признам, кон секторот за води, и во овој момент единствено има долг кон секторот за води во рамките на Министерството за животна средина и кон никого друг. Кон ниту еден економски оператор, ниту кон државата по основ на даноци, придонеси, здравствено и пензиско осигурување. Ако слушавте вчера пресот на госпоѓата Ирена Стеровска-Локвенец, можете да стекнете впечаток дека загрозена е финансиската ликвидност на предпријатието, што апсолутно не е точно. Јавното комунално предпријатие Водовод и канализација е добростоечки финансиско предпријатие, кое редовно ги измирува своите обврски кон сите доверители. Неточно е исто така дека енормно се зголемил бројот на вработени во јавното комунално предпријатие. Во оној момент кога дојдов за директор, лага е дека имало 140 вработени на неопределено време. Имаше повеќе од 160, а во овој момент има 146-7, бидејќи дел од нив си појдува во пензија. Заедно со вработените на определено време, кои што во моментот на поставување на моје назначување на функцијата директор на јавното комунално предпријатие, кои беа околу 25, вкупниот број на вработени во јавното комунално предпријатие беше околу 190. Во овој момент, вкупниот број на вработени во јавното комунално предпријатие Водовод и канализација е околу 210, ама треба да се има во предвид дека имаме две нови одделенија. Едното од нив е пречистителна станица, за која што, како што реков и на почетокот, требаше да се обучи кадар за истата да може да функционира. Неточно е дека партиски, нерационално се вработуваат луѓе во предизборието и остро ги демонтирам таквите шпекулации
пласирани на вчерашната пресконференција на советникот од советничката група на ВМРО ДПМН, госпоѓата Ирена Астеровска Луквеница.